Ако се сеќавате, правевме прогнози за кој ќе биде победник, кој ќе биде прв стрелец, кој ќе биде најдобар играч, најдобар штопер, најдобар стар играч и така натаму и така натаму. Јас бев многу пристрасен Португал, така да мојот prediction bracket е Катанга. А јас се правев паметен и мојот prediction е Катанга. Одма да почнеме, двајцата рековме дека победници ќе бидат Португалија. Flop of the tournament, Кире погоди. Јас кажав Аргентина, Што сум кажал? Кире рече Германија. Така да, Кире 1-0. Браво, реално. И разочарување и полга. Реално да. Крај на прва сезона Edge of the Box. Се гледаме во наредната. Добре дојавте во последната епизода Edge of the Box оваа сезона, 9-та на број, ќе има и 10-та, ама нема да биде во студио. Последна, каде што ќе направиме малце муабет за нашите predictions, што ги направивме на почеток на првенство, за тие категории ти што ги имаше смислено, а после тоа ќе направиме и преглед на тие брекет што ги правевме, да видиме доколку сме биле добри или лоши. Колку сме дрва, бре. Да видиме колку сме дрва, јас видов колку сме Јас си исплутиња. размислував баш пред некој ден што сум кажувал и Сакаш одма да Боје да почнеме? не видиме, бре. Сакаш одма да почнеме? Ајде. Сакаш одма почнуваме. Значи, ако се сеќавате, правевме прогнози за кој ќе биде победник, кој ќе биде прв стрелец, кој ќе биде најдобар играч, најдобар штопер, најдобар стар играч и така натаму и така натаму. Јас бев многу пристрасен Португал, така да мојот prediction bracket е Катанга. А јас се правев паметен и мојот prediction е Катанга. Одма да почнеме, двајцата рековме дека победници ќе бидат Португалија. Да. Ама јас имав ама. Ако не игра Роналдо, брат. Играше и не. Тоа. Така да првиот prediction за победник и јас и Кире утка у старт. Прв стрелец, Кире кажа Игор Тиаго, и јас кажав Кристијано Роналдо. Едниот има 0, другиот има 3. 3. 3. Добар. Доваре кикацот. Таму паѓаме у вода. Flop of the tournament, Кире погоди. Јас кажав Аргентина, Што сум кажал? Кире рече Германија. Така да, Кире 1-0. Браво, реално. Разочарување и полга. Реално да. Вистина е тоа. Flop player, јас кажав Шерки или Олис, ти рече Дембеле. Да. Шерки не може не е ни флоп, пошто не ни игра, брат. Флопот над првенството се реално од Роналдо не се очекуваше дека ќе биде најбољи играч, така да греота ми е да кажам не, флоп. Роналдо не е флоп. Кој би го кажале флоп дека беше на првенство објективно? Од некој што имавме многу очекувања, а што не направи ништо. Јамал викаат нема голови наваму и натаму, ама детето игра. Игра, ама има 19 години, не можам да кажам. Не очекувам. Онако направи нешто, само ќе биде добро. Ако не направи ништо, пак мале. Така да, Флоп на првенството, јас ќе ти кажам одма димензија ќе ти дам, нема ни еден играч. Средниот ред на Португалија. Бирај. Бруно, Витиња, Бернардо. Бруно. Може Бруно. Бруно само пошто беше player of the season во Англија. Player of the Да. tournament. Јас кажав Бруно. Така да ете, утка учело. Ја што сум кажал? Хулијан Алварес. Не ни игра, брат. Така да, player of the tournament е помеѓу Мбапе и Меси, да не се лажеме. Така да, и тука сме утнале работата. Следно иде defensive player of the tournament. Јас сум кажал или Гонсало Инасио или Рубен Диас. Утка, а ти си рекол Џон Стоунс. Па чекај бе, Англија уште две утакмици има. Добро. Моментално играат, замисли да направи Џон Стоунс. Онака, перформа. А за сега кој би рекле дека е најбољи штопер? Па не знам, тоа треба да го видиме, да го изанализираме. Шпанците имаат само еден гол примено. Така да некој од Шпанија ќе даде. А енглезите? Кубарси. Енглезите примеат, два од Мексико За примеат. вака треба за штопер да седнам и да видам кој ќе има направено. За напагач е многу полесно да кажеш. Ама дефинитивно не се Инасио, Диас или Стоунс. Сега. Односно Инасио и Диас не се 100%. Стоунс, не знам, баш сакам да видам каков турнир има. Wonder Ank, значи најдобриот старец на првенството. Јас сум кажал Гранит Джака, до негде окей. Добро, окей. Ти кажа Един Джеко. До нигде, окей. До нигде окей. Објективно,
One Rank на првенството се Возинја и Меси. Меси, да. Тоа е тоа. Меси, али Джака е окей шаут. Супер Overachievers, шаут е. Overachievers и двајцата кажавме Норвешка. Ова беше многу искусно и лесно да се предвиди, пошто газат. Така да, Си ги протнавме со Бразил, поштено. зналци. Most entertaining nation и двајцата рековме Шпанија. Дискутабилно е дали до тој момент беа беше французите. до еден момент, ама веќе шпанците стануваат, поготово со претходната такмица против Франција, изигра велелепен фудбал. Така да Така да од 2, У топ 4, 30. 6, 8, 9 категории, окей сме одговориле на 2. на 2-3. На 2-3. На 2-3. Ете, не се срамиме да кажеме дека трескаме глупости и свесни сме за тоа. Јас бев многу субјективен стварно на Португал. Немојте да мислите дека стварно ми се ваѓа дека сите овие работи ќе се случат. Сакав само да им давам подршка од студио наше. Ја не бев субјективен, сакав да бидам интересен со некои пикови, да видам како го погоди тоа. Игор Тиаго знал. Леле, Игор и Тиаго. Кажи ми сега жребот да видиме уште како сме го погодиле. Јас знам дека до прошлото коло имав добри резултати. Ждребот единствена мака тука ми е што не знам кој беа поминати до тој момент, Добро? ама помеѓу Португал и Хрватска си го прошол Португал, Да. помеѓу Шпанија, со кој игра Шпанија? Со Лесно. Австрија? Лесна е утакмица, има да со Австрија игра. Си Јас ја знам, прошол Шпанија, ама си ја прошол и Португалија. таму е утка. Знам кој ги имам Измеѓу- утнато. да. Значи у осмина финале една грешка ми беше Австралија дека ќе оди дале со Египет, Америка ти е утка со, со Белгија. Белгија. Така. Тоа ти е утка. Гана, Колумбија, кој пројде? Колумбија. Тоа ти е точно. Швајцарија ти е точна. Швајцарија ти е точна и со Колумбија. Да. Египет ти е утка со Австралија. Да. Али Аргентина ти иде до полуфинале. И сега утка ми е Шпанија, Франција. Јас полуфиналните двојки ми беа Англија, Утка ти е... Аргентина. Не, тебе ти е... Тоа ти е фул утка, пошто да немаш ни Шпанија во полуфинале. Да, ја португалците ги да. Така да, таму ти е скроз... Долниот дел ти е скроз утнат, ради тоа. Да. Од ждревот. Во тој дел. У другава половина си добар, освен Египет. И Белгија. Не, Белгија исто во Да, тој дел. уствари да. Таму ти е све утнат. Ама оваа страна ти е екстра. Уствари горните беа горе-доле поминати ја и ти кога почнавме. Така да имаш од 3 дела на ждревот 2 погоден. И чекаме сега се игра полуфинале, моментално како што збориме Англија, Аргентина, брзаме да го гледаме и ние. Второ полувреме да фатиме. Второ полувреме, така да тука си рекол дека Англија ќе иде у финале. Да. Останува да видиме, сега за сега е 0-0. Ајде сега тебе да те Така чуем. да би рекол дека е фер. Фер. Со тоа што играш на навивачки за Португалија. Да. Така да Америка и Австралија ти се само утки. Одлично. Which is Задоволен good, сум. which is good. I'm satisfied, my guy. Ај сега да видиме јас што имам направено. Уште тогаш памтам дека горе-доле не личеше многу слично ждревот. Па да, ама ти ги Со пројде тоа Алжир до што четвртфинале. Јас имам таму многу голема утка. Делов со Шпанија, мене ми е погоден, стига до полуфинале, со тоа што јас во финале ги ставив Франција, Аргентина. Франција, меѓутоа Шпанија ја помина Франција многу лесно, така да овдека ми е првата утка од левата страна на ждревот. Сум ја прошол јас Америка со Белгија. Да, Така да тоа го ова правиме ни е сите. дупла утка. Сега од деснава страна имам дебели утки. Прво Гана, значи мене ми е утнат Се. најдолниот дел цел. Од Гана, Колумбија сум ја прошол Гана. Од Алжир, Швајцарија сум Немаш. прошол Алжир. И сум направил непостоечко осмина финале помеѓу Гана и Алжир. И Алжир дале иде. И Алжир иде дале со Аргентина. Од другава страна па ми е утнато Египет со Австралија, Австралија дека проги. Така да тука имам утнато 3-4 такмици поред.
Аргентина ми е све погодено, Англија ми е све погодено, Норвешка ми е све погодено, со тоа што Англија стига до полуфинале и Аргентина преку фиктивната Алжир стига до полуфинале и во финалето јас ги имам Франција и Аргентина. и Франција. Така да првиот пик ми е утнато финале, вториот ќе го знаеме денеска. Да, јас мислам дека барем еден од тие што ги бирав за финале сакам да влезе, односно Англија, ве кажувам, одмah, вајда сите више знаат дека сакам Англија да тепа, баш кај сум it's coming home. It's coming home. Од преостанатите 3, фаворит кој ти е? Ау, фаворит како екипа и како тоа што покажа до сега на светско се дефинитивно шпанците. Се сложувам. И еве вчера ја гледав утакмицата у парк и мислам дека со секој втор што направив муабет кажа дека ова е финале и дека Франција и Шпанија што ќе победи ќе освои. И се согласувам до негде од она птичја перспектива, ама пак енглезиве нешто ми не дека јас сум па нешто и многу силен фан на Англија, ама ми се смени сега последниве неколку дена мислењето и мислам дека Шпанија и Англија ќе биде финале, мислам дека Англија без везе ќе го добијат првенство. Од толку убаво интересно првенство ќе заврши кај енглезите. Не дека се лош тим, супер утакмици, интересни утакмици, ама така сум ја сањал, причава. Ете така викам ја многу Фер. често. Јас сум сега во една многу лагодна ситуација, кај што искрено Шпанија многу ми се свијаат, Англија ги сакам ради Рис Джеймс и ради Тухел, би сакал да освојат, Аргентина ради Меси нормално. Така да што и да се деси ќе ми биде убаво до крај. Мерачки. Фаворит личен ми е Аргентина ради Меси, ама да освојат Англија или Шпанија ќе бидам сосема во ред. Ама нешто ми кажува дека Англија ќе поминат вечер. Не знам зашо. И мислам дека ќе биде интересно финале да гледаме Англија-Шпанија. Франција да гледавме 3 пати више ќе беше досадно финале. Ова е реприза од финале европско. Аргентина втор пат исто досадно може да биде. Така да why not реприза од европско. Се согласувам ја, баш мислам ти се заштити сега у групен чет, немам за што да те закачам кој да изгуби од твоје. Така да ова сега го сватив. А јас каран бев и за Португал, каран бев и за Франција. Тоа е. Еве сега може ќе видам каран и за Англија. На правата страна на фудбалот. Рис Джеймс, Јамал, Меси. Дечки, сакаме да идеме да гледаме фудбал. Светското првенство доаѓа при крај, односно задни 2-3 дена се. Ние затоа ја направивме оваа епизода кратка, последна во студио. Денови излегува и епизода надвор од студио. И Едва ја чекам таа епизода, морам да кажам вака. ќе Пред видиме да се што ќе пушти биде. да Дали ќе успееме, дали нема да успееме, ќе видите ако уопште се појави тоа видео. Отом потом. Кико ја завршивме сезонава. тоа е тоа. Така? Кој би рекол? Кој би рекол, Знаеш која епизода ќе ни биде искрено последна? не знам пошто овие од светско ги бреме 30 ќе биде. предобро. 30 епизода ќе биде, успеавме да снимиме 30. Не, оваа е, сега е 30. Надворешната би била дури и 31. Небитно. Стигнавме до крај. Мушки. Ја им се заблагодарувам на сите што беа до сега со нас, на целата екипа позади, на Атанас, на Владо, на Ацко, на Дарија, на Неда, на Никола, на другиот Никола, на Георг за дресовите, На Пичо за столицата. да, буквално на сите за све. Татар донесе еднаш звучна, Иле донесе микрофони, сите со нешто што помогнаа, ви се заблагодаруваме од се срце. Продолжуваме и понатаму, без вас ништо да не може да се случи. Да, точно така. На Анастасија исто за На столици. Настасија за столиците, така да голема екипа. Фала им на Столи и на Ирина. И може да си одјаваме лека по лека. Пиевме Кока-кола и Powerade цело првенство. Хидрирани како и фудбалерите. Срекни, задоволни. Крај на прва сезона Edge of the Box. Се гледаме во наредната. Среќен роденден тато. Среќен роден ден. Чао, чао. Чао, чао. Поздрав.